Во ова издание, обид за сузбивање на растечката инфлација. Федералните резерви на САД повторно ќе ги зголемат каматните стапки. На самитот на НАТО во Мадрид, Шпанија обезбеди признавање од Алијансата за заканите што произлегуваат од Северна Африка со нерегуларната миграција. Откако Врховниот суд на САД го укина правото на абортус, критичарите велат жените повторно може да бидат принудени да раѓаат, како кога беа робинки, на враќање кон историјата. Ке ви кажеме, останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Нов обид за заздравување на најголемата економија во светот. Се очекува федералните резерви на САД да воведат второ големо зголемување на каматните стапки за да се справат против растечката инфлација. Еве ги деталите. Наблюдувачите велат дека Централната банка најверојатно ќе објави зголемување на каматните стапки за 3/4 од 1% поен. Очекуваното зголемување би било слично на она од минатиот месец. Најголем поттик во речиси 3 децении, бидејќи инфлацијата во САД се искачи на годишна стапка од 8,6%, највисока во последните 40 години. Економијата на САД забележа зголемена побарувачка за стоки и услуги кај потрошувачите, бидејќи глобалната пандемија со ковид ослабнува. Но тоа доведе и до зголемување на цената на најчесто користените предмети како бензинот, храната, облеката, автомобили, апарати, мебел. Одлуката на федералните резерви да ја зголеми каматната стапка што ја плаќаат потрошувачите за да поземуваат пари, има за цел да ја намали таквата побарувачка, што може да помогне во намалување на цените и да ја врати инфлацијата до посекуваната стапка на Централната банка од 2% на годишно ниво. А јужноевропските држави, вклучително Италија и Шпанија, ги повикуваат сојузниците на НАТО да се справат со заканите од Северна Африка. Додека војната во Украина доминира на агендата на НАТО, Мадрид сака Алијансата да се подготви за други потенцијални точки на растечка напнатост. Стотици мигранти минатиот месец се обидоа да ја пробијат граничната ограда од Мароко во шпанската енклава Мелила. Најмалку 23 лица загинаа. Мигрантите, главно од Африка, очајни сакаат да стигнат до Европа. Многумина пристигнуваат со брота на шпанските Канарски острови и Шпанија стравува дека притисокот врз нејзините граници би можел да се влоши. Украина е еден од водечките светски добавувачи на жито. Руската инвазија го намали извозот за околу 2/3. Обединетите нации предупредија дека тоа ќе ја влоши веќе влошената криза со глад во Африка. Европа се подготвува за скок на миграцијата. Гледавме дали има поголемо движење на луѓе поврзано со зголемувањето на цените, со тешкотијата на овие земји да пристапат до жито и пченица. Она што ни е кажано е дека за сега нема, но тоа е прашање на време. Мадрид предупредува дека миграцијата може да се искористи како тактика на притисок од непријателските актери. Повторната исламистичка милитантност во делови на Сахел исто така ги поттикнува мигрантските текови. Европа вели дека руските платеници од групата Вагнер го влошуваат конфликтот. Многу е јасно дека компанијата Вагнер е таму и дека има странски војници во неколку земји на Сахел. Дефинитивно не му се потребни странски војници на Сахел. Она што му треба на Сахел е развој и стабилност. Шпанија бара меѓународна помош. Во март склучи договор со Мароко за да обезбеди ограничување на нерегуларната миграција. Критичарите го обвинуваат Мадрид за прекршување на човековите права. Мароканската влада ги негира тие обвинувања. На минато неделниот самит на НАТО во Мадрид, Шпанија обезбеди официјално признавање од страна на Алијансата за заканите што произлегуваат од Северна Африка. Тоа е една од најголемите грижи за Европа и за нашата земја. Тоа е поради нестабилноста и кризата што произлегува од ова, нерегуларните миграцијски движења, тероризмот, кризата со храна и енергија и климатската состојба. Во меѓувреме силите на НАТО и Европската Унија одржаа вежби во последниве денови, веднаш до шпанскиот и северноафриканскиот брег. Тоа е многу нестабилна област, тоа е темпирана бомба. Знаете што е Магреб. Се може да излезе од него. Војна, конфликт. Шпанија инсистира на тоа дека не бара какво било интервенција на НАТО во Северна Африка, туку признавање на, како што ги нарекуваат, хибридните закани.
За крај на News Flash, половина век правото на абортус во САД беше заштитено со 14-тиот амандман во Уставот, донесен по граѓанската војна, за да гарантира еднакви права на сите по робството. Сега, денес, откако Врховниот суд го укина тоа право, критичарите велат дека жените повторно може да биде принудени да раѓаат. Видеото содржи материјал што за некои може да биде навредувачки. Ставањето крај на принудната работа на црните луѓе не беше единствената цел на 13-тиот амандман во Уставот на САД, со кој се укина робството во 1865 година. Конгресот исто така сакаше да ја стопира бруталната злоупотреба на заробените жени, вели Мишел Гудвин, експертка по уставно право на Универзитетот на Калифорнија во Ирвајн. Беше јасно, всушност дебатирано од членовите на Сенатот која предводеа кампањата за 13-тиот амандман, дека го укинуваат условот за црните жени принудно да раѓаат и ако не сакаат, секогаш или најчесто при случаи на сексуална злоупотреба и силување. Со 14-тиот амандман, слободата отиде чекор напред во 1868 година, наредувајќи еднаква законска заштита за сите. И во 1973 година тоа амандманско ветување стана легална основа за правото на абортус, се до пред еден месец, кога конзервативното мнозинство во Врховниот суд го укина. Врховниот судија Семјул Алито напиша, цитирам, правото на абортус не е длабоко вкоренето во историјата и традицијата на државата. Всушност, абортусот беше нелегален во повеќето сојузни држави кога беше донесен 14-тиот амандман, рече Алито. Критичарите велат дека тоа ги игнорира горчливите лекции од робството и неравноправноста кои постојат низ сојузните држави. Ако го погледнете примерот со сојузната држава Мисисипи, која ја прифати оваа одлука, 80% од инфарктите за време на бременоста се кај црните жени. Луѓето кои се грижат за безбедноста и здравјето на девојчињата и жените треба да бидат загрижени. Судската одлука ја поддржува забраната на Мисисипи за абортус по 15-тата недела од бременоста. Сега сојузните држави може да воведат нивни правила. Повеќето од половината се очекува да забранат или строго да го ограничат абортусот. Активистите за право на абортус велат дека сојузните држави со најголема сиромаштија и малцинства се најпогодени. Жените би можеле да бидат принудени да ја продолжат несаканата бременост или ќе бидат гонети ако патуваат во друга сојузна држава каде абортусот е легален. Немаме еднакви права во оваа држава. Мора да бидеме многу јасни за тоа. Има сојузни држави кои сега размислуваат кривично да ги гонат оние кои ќе примат некој надвор од сојузната држава. Ова отиде многу подалеку од само пристапот до абортус. Се работи за угнетување, за омраза спрема жените. Активистите против абортусот ја поздравуваат одлуката на Врховниот суд. Во Тексас законот сега забранува абортус по 6 недели од бременоста. Планот е целосна забрана на абортусот, освен во случај кога треба да се заштити животот на мајката. Гласачите имаат можност да гласаат за луѓе што ги поддржуваат вредностите на мнозинството во сојузната држава и да се залагаат за легислатива за заштита на овие вредности. Противниците на Роу против Вејд велат дека Врховниот суд конечно донел исправна одлука со укинување на случајот, кој речиси 50 години го штитеше абортусот согласно 14-тиот амандман. Абортусот не може да се прочита никаде во Уставот. Од тука, Врховниот суд исправно одлучи дека Роу против Вејд беше погрешен и го укина, враќајќи го ова многу важно и контроверзно прашање кај избраните представници од народот. Председателот на САД Џо Бајден потпиша извршна наредба да го заштити пристапот до абортус, вклучувајќи и со лекови. Следно, абортусот ќе биде централно прашање на конгресните избори во ноември. Тука е крајот на денешниот News Flash. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Пријатна вечер. Се гледаме.